Локалното новинарство е професија во изумирање, а жените новинарки се нешто како ендемски вид. И кога станува збор за една или максимум две жени кои што професионално се занимаваат со новинарство во една заедница, еден поширок регион каде што живеат околу 200.000 жители, тогаш многу лесно можете да бидете изложени и ранливи работејќи својата професија. А, Не знам дали на долг рок може новинарството во локалната заедница да биде закана за угледот на жената новинарка, но во некој краток период може, затоа што сега имате на располагање толку современи алатки, благодарејќи на социјалните мрежи и на интернетот, што многу лесно може да бидете ставени на тапет од некои поединци, институции или пак други центри на моќ кои што не се задоволни од темите за кои што известувате најчесто. Јас имав една таква ситуација пред неколку години, кога ја известував за еколошки теми и барав упорно информации од една општина и од незината канцеларија за односи со јавност, но човекот со кој што и лично се познавам или ми даваше половични или воопшто не одговараше на прашањата. И така, еднаш незадоволни од информацијата, од прилогот што го подготвив за медиумот кај што работев, се најдов јавно со име и презиме повикана во статус на социјалната мрежа Facebook на лицето одговорно за односи со јавност во таа општина. Се почувствував погодена и навредена и имајќи предвид дека социјалните мрежи лесно може да станат лепенка за негативни коментари, особено кога вие сте повикани, поддржувачите на градоначалникот, пријателите нивни лични, се разбира дека можат лесно да почнат да генерираат негативни содржини и коментари за вас. И само водена од тој инстинкт некој дека треба да се заштитам како професионалец пред се, не како жена, туку како професионалец кој што не заслужил да биде линчуван јавно за професионално сработената работа, одговорив јавно исто така дека ќе покренам правна постапка доколку не ми се извини за напишаното на социјалната мрежа Facebook. Човекот најверојатно стана свесен за грешката што ја направил, јавно ми се извини, при тоа додавајќи дека никогаш немало непрофесионален однос од моја страна, што сметам дека побрза постапка го реши проблемот кој што можеше да настане, или евентуално ако не на долг рок нарушување на некој мој личен или професионален интегритет, тогаш барем еден стрес кој што би ми се предизвикал заради тоа што сум била јавно изложена и повикана да одговорам на нешто кое што никогаш не се случило или не се направил професионален пропуст или неетичко однесување од моја страна. Моите помлади колешки, не знам дали би се рекло би ги советувала, но еве моето искуство ако може да им послужи дека никогаш навистина вреди да се заложиме за себе, особено ако сме сигурни, како што бев јас, дека сме постапиле етички и професионално и ако имаме докази за тоа, пишани пораки, мејлови испраќани, повици во историјата на нашиот мобилен телефон и така натаму, тогаш навистина можеме да извојуваме една мала победа за себе, но и за нашата професија, која што, пак ќе кажам, е во изумирање во локални рамки.